Рап кај нас малце покасно дојде. Луѓето сметаат дека не е таа музика што треба младите да ја слушат, нели? Сите знаеме дека рапот е еден правец во музиката, улична култура. Според мен е хип-хоп начин на живење. Народно е политичко движење. Знам колку е креативен хип-хопот уствари. Што е тоа? Само некој си болен очи против општеството, бунтување против сите норми и регулативи, уствари ништо не се постигна, само се бунтуваат. Имате го се посебно уметничка вредност, као денес бев во школа, утре ќе одам пак. Ништо, нема мислење уопште. Прчак. Тоа е како еден вид секта. Нема излез од него. До сега не просперирала, значи, рап културата овде, пошто не го сватиле некои луѓе тоа и виште се замараат со како правил Нено, како правил ово и како правил оно и текнува. Ги нарекуваат насилници, деликвенти, наркомани. Уствари, мојата девиза е да ги гледате луѓето наглава, ами што имаат во неја. Еј, овој носи широки панталони, овој е наркоман. Знаеш, 100 пати сум си рекол, ако бе, нека збора. Ми паѓаше криво, пошто бевме декларирани како наркомани, како пропалеци, небањати. Да си рапер е едно, да си хип-хопер е друго. Да си тепач е друго, да си музичар е друго. Не се нели оние ганстери, кето, не знам, деца што нема врска, ние таков живот не живееме. Кај нас хип-хоп културата е многу лоша свата. Некој несекојдневен звук. Хип-хопот не е музика, него е начин на живот, нели сите тоа го знаеме. Хип-хопот како култура, ја го разбирам, че е еден вид начин на живот. Хип-хоп е култура, како прво. За рапов начин на изразување. Хип-хопот го рефлектира начинот на живење. Рап. Во основа тоа е една прече спонтана филозофија на музиката, повеќе би ја кажал филозофија. Најпозитивна работа во животот што ми се случила била музика, едноставно ми изведе на некој си прав пат. Пред се представува култура и начин на живење. Луѓето ја заборавиле, брат, убавината на самиот хип-хоп како поим, брат. Значи, Она што сакам да го кажам преку таа музика. Да не немаше музиката, не знам како ќе издржа младост. Нешто што го гледам како утеха од сите други лоши работи, глупости што се случуваат околу. Не е тоа само начин на изразување, туку пред се начин на живот. Не може ти да го бираш хип-хопот, он треба да те одбере тебе. има многу правци, значи може да се свати како филозофија, како став, како начин на живот, знаеш. Јас се трудам сите тие, брат, да ги инволвирам, значи, во своето творење. Мене конкретно ми изгради во поглед на тоа да се поставам воопшто кон цела светска музика на еден подруг начин, затоа што нима рапот по себе има едно нешто кое го прави на моменти малку различно од сета музика. Значи се буквално што можеш да замислиш на некој начин да искажеш преку нешто, би бил хип-хопа. Да имаат начин како да ја претопат целата таа негативна енергија во нешто позитивно. Значи, наместо да го трошат времето на многу разни глупости, можат да го претопат сето тоа во нешто што пред секи има образовен карактер или ако не образовен, туку едноставно ќе ги кажува фактите на градскиот урбан живот. Доста луѓе ако ве сватат правилно, многу позитивна работа. Не значи јас дека сум хип-хопер и дека имам суканици на глава и дека носам голема цвикера сега на мене, сум глуп и дека сум тепат. Не мора да носиш широки панталони, не мора да не мора да одиш на рап забави за да бидеш хип-хоп. Друго што да ви кажам. Тоа е тоа, знаеш, ми го има дефинирано штото, тоест ми отворил хип-хопот повеќе нови видици. Сепак факт е дека изменил многу животи, дал многу шанси на многу луѓе. Некој ако не гледа од страна може да си рече ај види ги плашари да се рече. И може да се каже некаква синтетичка форма на музика, која што нема потреба да се врзува за никакви традиции. Музичките критичари и индустријата сака да го опише како една како музички правец, значи одделувајќи го од начинот на живот. Тоа е тоа што, да речеме, мене ми смета
бидејќи хип-хопот е начин на живење, рапот е она што го правиш, значи музиката. Не знам дали ме разбераш што сакам да ти кажам. Од моје лично искуство би кажал дека кога не би бил хип-хопот, би имало многу повеќе насилство на улици. Не треба да се правят лигави ствари, буквално те прави и во животот така да се поставиш. Хип-хопот датира од рани 70-тија, чисто околина се оформи 90-91. Факт е дека оние влијанија воопшто и во светски рамки, па и во музички касна, беа третирани како обични безвезњаци од друштвото. Не пуштат на дискотеки. Кај да отидеме, имавме проблеми. Немаше ниту каде да си купиш капче едноставно. Немаше продавица за да си купиш бейсбол капче, да си купиш дрес, тоа. Кога ќе видев низ град некој со капче и со како јаша ширги, како ој, такви се гледаме се рапер, нешто закон, разбирате. Се броја луѓето на прсти тие што идеа со капчиња или што носеа широки панталони. Имаше една емисија идеше на MTV, се викаше UMTV Raps. Тогаш тие трет канал на македонска телевизија идеше. Имаше на касета и ми ги пушта House of Pain. Викам, црнци бе закон, викам, нешто црнци белци се. Викам, не бе, викам, кај може белец вака да рецитираш што ти на тебе. И ми пушта спотира да тивам, викам, закони. И таков, ние нешто ќе правиме, ајде, така. Па почнахме да се допишуваме со виджи преку графити. Така се запознахме и некаде 90-та година до 91-та се собра 15-ти на луѓе, значи повеќе. Имаше некои луѓе, например, што немаа врска со рапот, но тоа ни беше доста интересна идеја како ќе изгледа да се спојат такви луѓе, например, кој еден Жири, он е сега Кабо Геристо, беше поет, немаше врска со рап. Долго време не ни знаеше дека е група. Така почна да се дешава нешто, знае. Се запознав со Коската, цела екипа и хилјадни тони од комши ме заразија така. Ние раперски. Имаше грамафони, миксета, некои микрофони, за да може воопшто да сними. При тоа се работеше со касетофони, значи се правеа лепинки од ритми и така. Продукција, брат, мало синтесайзерчи, туп, таков не програмиран тие ритм и некоја позадина и така рецитираме, на кастофонче се снимаме, ама што беше многу попекал, брат. Кастофончето беше заебано и го криваше пича пеле. Значи, ја и да звучам, таму звучам, Немавме на синтесайзери, пообично кастофонче. Снимав негде 10-11 години со Кем Томникот, снимавме на касетофонче, директова овде стајано со синтесайзер и имаше, знаеш ли за тоа? Имаше на касетофонот вградено микрофон, ти директно е рецитира вака и нема везе. Па се снимаше по ред, сегаш ќе снимат првите како што треба, ќе зајаве последниот, ајде од почеток. Не знам точно која година е, да не излажам, се собиравме многу дечка, млади дечки кои што почнаа да слушаат хип-хоп. Ми кажаа дека се собирале на площад заедно со не знам некои дечки од подробността таа компанија и почнавме да се дружиме онака да. Знам дека прв пат настапувавме, отваравме црквата у Маджари, не викна Коска таму. Се крстеа поповите луѓето таму, се вешка не вида. Не требаше да пцуеме, ама ние пцуевме. Се собиравме цела екипа деца од цело Скопје, од Лисиче, од Кајне, од аеродром, центар и бевме екипа од 60 на луѓе. Си седнеме сите заедно, таму на травњакот ние седевме на крупче на клубите, форум, стара, нон-стоп рецитираш, па коцки нешто, правиш кеш за вино. На времето беше многу подруго. Ние сме искачале со по 100 денари во град, ке сме седнале, ке сме спиеле 3 пиво, ке сме рецитирале фристайл, ама сме биле среќни. Не знам дали ме разбераш, среќни сме се враќале на кај тоа заради тоа што не се случило овој направил ваков фристайл, оној направил онаков фристайл. Знаеш, сме се јачале со тоа. Ние у тоа време пред цркви излегувавме.
помина со Петка и моје не ми правя проблем. И пажи сине, ајде си засужил, прави суканици. Интересно беше те. Сме се нашли истомисленици и сме го поминале тој дел од нашиот живот, ангажирани во тоа. Дружење имаше да се онака јако беше. Првите настапи беа у МКЦ, тогаш и немаше многу рап бендови, само од наш калибар, да кажам. Не зборам за овие МТВ екран бендови од типот на Peace Brothers, Леон Пинк и реков ми рече, немаше вака underground рап бендови. Кога ќе свира 5-6 рок групи и ние се убацувавме, вајде им доаѓаше како освежување на репертоарот. Во тоа време се случува од одредени мали клубчиња, значи, ги го напомнам клубот Пони и не знам, групи како Уличен ритам, па САВ, па ете, не знам, темна страна, Most Wanted или кои се не беа таму. А ја и Кралот Д правевме секој спорти, да. Многу беа багара журките, да ти такви лошо звучење, брат. Немаше миксета, значи имаше, брат, касетофонче и цеде. И сега брзината и умешноста е во тоа, кога ти заврши песната, така, да го смисаш онака опасно. Ама знаеш, тоа беше три пати шо, знаеш, it's the love, baby. Се правеле некој фристайл забави, потоа тие дечки што искачале на фристайл забави се формирале групи. И едноставно сме се подржувале и сме се помагале порано многу меѓу себе. После тоа почна, разбираш, групи се правеа, па ние со овој ќе бидеме, па си се задржил тие 5 дена со тој, тој со нас у група, па овие се скарале за 100 грама семки. Не, питата тогаш беше сега снимаат, свејаш. Да, сега беше да снимаат. Групи што нема ни снимено, ни песна, ни па рецитирано, напишано текст. Почнахме да правиме рап, ја и Гоце, брат, така. Текстовите пишување, парк да тијам на клупи, да тијам купијаци такви. Смислуваме тема, зашто имавме некои од песните што ми текнуват. Знаеш, уште тоа време уште немам слушано генгста реп и не ми беше испран мозокот, ме разбираш? Баш онака невино страње, ме разбираш? За ово Босна Бер, такви, кој кур, зашто да се убиваме нешто, ме разбираш? Фрки пред бензинска пумпа, такви редици по километар за бензин, 1 леп на ден можеш да купиш, само ме разбираш? Се дешава, автобуси нема, ме разбираш? Знаеш, социјални теми такви, ме сваѓаш. Ама ти за да отидеш песна да снимиш, бе, церемонија беше. Тоа што знаеш, 94-95 више почнавме, бендот нели против сите кога го оформивме и Soundforge имаше Гоце, таму више почнавме да крадеме позадини, знаеш, кој кур на готово, брат, ти се врти на лук, снимаш на системче, брат. Снимаш од Сабајле до се стемнило више, ке се утро ке стане, не си јадал, разбираш, и на крај сите вадат од джеповите молци, разбираш, така, нема пари, ајде, пешки, крца, врца по полека, се догураш до дома, ама задоволен, датка тука, не датка, хромка те грее, брат, на минус 50 си снимил песница, екстра ти е, пиц 5, ке се расплача. Прв пат почнав со, нели, со Буга Козметика, Славе почна со грамофонот на Видо Дедон. Што Видо умина за да им скречам, не знам. Натеравме на стила, зашто не знаеше да рецитира. Така е што, диджеј ни требаше. Не биравме какви случаи ги скречам буквално на шоки најас. И така почна да се деша нешто, знаеш. Интензивно продолживме да се дружиме сите како што се дружевме. Во битката кај Ватерло кај Наполеон, битна е битката, не е битно дали он Сабајле серал или не. Сам историјата тоа не го пази. Така да не е ни битно дали што се случило, битно е тоа што останало. Чисто околина започна да работи. Значи некаде крајот на 88-89. Еле гуска, поденот на редот, седи твоје за денот. Може би слично, но секога со денот таксија, балерина врти околу стомна, да сади нешто прави паталошки. Домна! Те ми купи ми и прели ги водо. И чекај си коте домрато могло на торот. Да си се дом, а керка ти Роберта, Господ да нисам се го фалија на чергата. А јас му дам секој ден со електрична умава, секога со друг да чукало. И мајка да моја родата е туга за него, па ја пала на подот. Името го даде Рифат Еми, Улов, и требаше да асоцира
и на екологија и на некоја чистота на стилот. Затоа и чиста околина. Во тоа време не бевме ни свесни дали ќе биде понатаму или нема да биде. Некако и природно се наметна old school стилот, се потрудивме да направиме нешто наше. Живеам живот на вистински MC. Софтвер од еден единствен пик и сипи. Афрофризура, шарени патики, шпиц, панталони и учи грамофон. САВ као група настана по состав Скилен Димитров, Гоце Трпков и Гаштаровски Митко. Првите демо снимки ги направивме 1993 година, започнувајќи со Револуционерот, додека Мис Тон и Стиховна гимнастика се првите студиски снимки кои што ги направивме. Кој вам пуши? Јас сум хардкор, пиров како суши. Дај ми еден дим за да влезам во филм. Парам 2 тројки за да летнам до Рим. Аплауз еден за група Мозаик. Ми се јави Веле и така тоа ми беше голем кеф, нели, да ти се јави човек што не знам, ги слушаш од како си почнал да слушаш рап музика и да ти каже дека сака да те чуе како скриджаш за да те земе у група. По почетокот беше зборот, кора, може и без него, но без зборот нема повод, само непостојање, забора си мак и пак со атак, зборот дека пак да што не е мој, јазикот е куќа на битието, зборот почнува преданието, голем ум, кажа мојот збор, збор кој слуш, те слушам, руката он бави да се слуша, јазикот е медиум да објавам на душата, така, вели на лепки, не ни откриње, тој ти велуј, но на темава, не се пара, па дури кара, барем гори, вајда нема дума да се стори, и бог, и знам удар, паша, никаба, и калево права, ша, не паша бела тела, послушано прв, и вршам у грб, нотија, ковија, повија, пати, се решава спор, тој мени е плати. Козметика сега повторно мамот, ова иде до педите што го сврта грбот на рапот, кажете се, го побихте стапот, кожа ме вади, ми се Туга Козметика е една од најстарите хип-хоп групи во Македонија. 2005, декември 31, ќе биде 10 години од Туга Козметика. Ја прво почнав као член на Туга Козметика. Со Марче и со Видо. Потоа продолжив као соло артист, се да влезат во Кујнаков стил, тоест со формирањето на Кујнаков стил, во кој што членувавме јас, Марчо и Бор. Со Кујнаков стил имавме многу настави, многу песни. Почна да се дешава тоа во Копакабана, нешто журчињавал. човек кој паѓа под влијание, внимание. Да се препна до Копакабана, во Лидо. Јас правам во Европа, тија бараш публиката, има некако пилиња што рапот не го сваќа. Првата песна в студио, 97, значи, методна елиминација. Се здруживме со човек од Гоце, кај него ги направивме, значи, првата асална продукција, значи првите студиски снимки, човек од Гоце ги ме направено од САВ, значи, Гоце таз, кај него снимавме, па човек од Тексуме, кај него снимавме, па човек од Тексуме меѓу време исто почна со продукција да се занимава, па и кај него снимавме, после се здруживме со Тец. По-сериозно ја свативме музиката. Не ги знаат тоа, нели, Джака Боцка врска, нема појса, не ги знаат како ни изгледаат ни ништо, само знам дека ги има сите нивни песни. Барам касети со нагодни Джака песни, израсна со нивни траки, а не ги знаат какви луѓе се и се гледало огледало и иде Джака негова песна и ти да го рецитираш, и оден ще вика ај доени со нас од бенд, свајаш. Свирт као по-сериозен артист, значи почне со човек од Нио, кај Рики у
детска сола, значи... Мојот стил нема глумење лудило, нема копирање, концепција моја, разбираш, све оригинално. А по-сериозно беше кога се запознавме со малиот голем човек. Кога се запознав ја со него, сватив дека сум го нашол човекот. И тогаш веќе и соцепев као, да кажеме, некој соло артист, ама без никакви планови, баш. Нема издание. Значи, јас сум единствениот артист, соло артист, што има издадено 2 албуми у држава. Значи, од 91 година па се до сега, само 2 албуми и еден артист да им издаден. Тоа е стварно патетично. Што преш, брат? Работам на албум. И викам закон, кога ќе излезе, пак излезе. Имаме неколку снимени албуми, што не се издале. Не се издале. И сега лошата работа е што кај нас нема издавачка куќа што може да ти излезе тебе у пресред. Не ми јасно како не се најде една издавачка куќа. На касета излезе во 500 примерници. Татко ми оформи издавачка куќа, но тоа во министерство се плаќаше данок за таа касета. Не знам како успеа без. Луѓето не се сваќаат дека брат, само ако не го направиш, никој нема да ти го направи. Новиот аспект на старата школа и албумски и концертно беше целосно самостоен проект без никакви спонзори. Еднаш правев муавет со човекот Джак и ми каже една ствар. Издавање албум, тоест снимање албум е најинтересната и најлесната ствар. Најтешката ствар доаѓа, значи, која ќе треба да се издае тој албум. Мислам дека таа приказна околу новиот аспект на старата школа беше на некој начин завршена. Иако целата приказна околу тоа ние што сакаме да кажеме околу рапот не е завршено. Меѓутоа, како една целина, тоа се заокружи и тука тој проект заврши. Со години го слушам тоа, брат, ја им пеам све закон, ау, они ме гледаат уз бунка. Па брат, немаш албум, бе, откај да ти ги знаат песните, кој си ти ме сваќаш? Албумот Сафизам настана како една прогресија од оној стадиум на, така да го кажам, фанови или меракли на вистинскиот хип-хоп од рани 90-ти години, оној њујоршки криспи звук, тврд, прелјав, бумбап, рап. Првиот албум излезе 2001. Кога е крат, прекасно е да се каете. Ангелот на свртка, душата ја зема. Имаше минути слава, ја плаќа својата цена. Значи, кај Теца е работен поголемиот дел од материјалот. Некои песни има Јаго, има и Гоце, некои песни правено, таа за химичарот. Помеѓу првиот и вториот албум може да се забележи многу голем скок. Ме гледаш како да сум паднал од Марс. Мило ми е, јас сум марсовец, ти си македонец. У меѓувреме, значи, заеднички направивме компилација Јас и Струја. Компилацијата беше насловена Shuriken Records Presents SK Street Beats. 2002-2003 дојде контакт со овој човек лево од мене, излази и првото EP. Да кажеме, може и прво македонско официјално EP кој излегло. Тоа беше EP-то Зошто. Со моите луѓе, значи, излезе со собствени финанси и со собствени проблеми, значи.
помогнаа, значи само луѓето што се на албумот. Многу продуценти, многу луѓе, многу шарен албум, спирт со моите луѓе. Светот на светот има 12 траки, нели, што се издадени. Подржи ми га мало, туро кај се суров, дуро шуров, не ти кажам кој су мој суме, па сега прашање на живот. Там ствари беа направени едно, колку не едно 20 песни сигурно направите. Толку отприлика. Ме мрзи, да станам на сабајле, од пиење, ме мрзи, да отидам до веце, на миење. Стане, тоа пошто кај нас нема во чара, него треба да преку интернет нешто работи. Скеле Кускас или Вело Чиста околина и ми тај едно 200 плочи, едно 3-4 месеци не излео во дома. Кога бев ке видео ми го дај на татко на дрвениот грамофон и дома ги шешергисувавме едно така едно 4-5 месеца, тоа ти исто го да вземеш на виолина да свириш или носка, немаш и так испушташе некои крики од плочи на лепи собовна. Винилот е тој кој што е основата од која што целиот хип-хоп започна. Тогаш го добив првиот Sony грамофон, ми го купи татко ме. Започнавме еден циклус на журки, значи донесовме еден куп артисти, диџеи од целиот свет. Би ги напомнал DJ Рандеву.
диџеј Рандеву од Њу Јорк. Првиот хип-хоп винил троен. Винил на Балкан пошироко се појави во Македонија. Диџеј Рон Флетлайн од Германија, Тусел Найн од Лондон, диџеј Станчо од Бугарија, диџеј Фу кој што беше на првата на промоцијата на албумот од Љубљана, Словенија и диџеј Кей Пау исто така од Словенија и диџеј Дивиус од Лос Анџелес. '97 беше концертот во Железничка. Да, и тој беше самостоен концерт, продадени беа скоро сите карти, беше гужва, беше целосно самостојна организација. Поважни настап. 19 јануари 2001 година, на кој што после САФ настапија и една од најеминентните хип-хоп групи на сите времења, Das Effect. Значи, едни од помилените мои настапи се настапите на 10-тиот мост на школата во парк со поинаков стил. Најнастап што ми е во срце е Таксират 2. Беше Таксират четворката, тоа се деси 2002 година. Имаше публика некоја околу 5000 луѓе, што беше многу забавно. Тоа се дешаваше на сајм. Добра журка беше. Каква журка беше? Никад немало таква журка. Исто Софија Music Jazz Festival. Мисија Зу од Лион, Франција и САФ. Со Супер Хикс турнејата почна, траеше 4 месеци, почна во Словенија со фестивалот Рокото. Еден од поважните настапи ми е што е баш чист абсурд, затоа што уопште не ни беше ни хип-хоп настап на Аларам фестивалот. Значи 2002 година тоа се дешаваше у Охрид, Љубаниште. Почнуваат дечки да пуштаат музика и околу бината има само едно десетина луѓе, таква околу 12 саат беше, мислам. И ја почнам да рецитирам. Сега се дешава, брат, почнува да врне дожд усред лето. Ја почнем да рецитирам и се собираат луѓе. И кроз саат време, околу бината имаше околу 3000 луѓе. Најнастап на кој што сум се отворил, не знам, од срце, Екзит во Нови Сад. Со Рони Сейс, ама тоа беше исто, бев како MC таму, значи не бев Джака Накот како мој соло настап, него MC бев пак на Game Over, бев MC. Пак паѓаше дожд. Да кажеме за журките што се дешаваат надвор од Скопје, тие секоја журка ќе ја памтам, значи збориме за неколку журки во Велев. Во Струмица, во
Битола, не знам, Свети Николе. Првата помојна мисла со Скилен Јозе. Open Air се викаше фестивалот, гостува групи од Сегрега, гостувавме и ние. Дртил фест во Пожега, во Хрватски исто, Зиет фестивалот во Будимпешта. Вака што ми останале во моје сеќавање во Скопје, единствен настап што го памтам како настап што вреди да го памтам во мојата глава е настапот, значи хип-хоп вечерта во МКЦ од таксират Шеска. Настапот на таксират. Се дешаваше у МКЦ. Имавме настап со артистот Grand Agent, 2003 година, 15 јуни. Стерео МС во СРЦ Кале. Го издвоил концертот во Лјубљана, значи на Street Explosion фестивалот 22.12.2002 и вториот настап во Софија на одреден исто така интернационален фестивал во 2003 година. Бевме во Ниш на Инсомнија фестивалот. И нели крај точка на се беше самостојниот концерт на Суперхикс, кај што додека се пресоблекува, си имав едно 5-минутно шоу, ние 5 минути што ги чекам, не знам, цел живот. Фари го направивме 98 година, односно 99 година, како дипломска работа на Драган Паковски. Како нас натвариш, дека проđу твариш, пушти како гитара, потом својте бариш. Ја бировме Сафари затоа што мислиме дека е песна која што највеќе ни го фаќа филмот или се направи еден видео спот, значи на песната водечка, песна на албумот со моите луѓе. Не едиме се видуваме веќе, рекол се дека во времето ќе се докажеме, нема да седиме, нема да гледаме храмот, работ се бориме како никода, сега без сила. Исто и околу спотот имавме еден куп проблеми, но сето тоа некако се заврши и веќе се заборави. Кади домам што и да правам си не сум само моите луѓе. Кади домам што и да правам си не сум само моите луѓе. Кади домам што и да правам си не сум само моите луѓе. Кади домам што и да правам си не сум само моите луѓе. Вториот видео запис, раце горе. Избрахме песната затоа што не пукна онака најако како што. Ајде клини раце горе, ако сакаш истински рап, раце горе, ако не сакаш ти здрав, раце горе, да истински напери, 1, 2, 3, спиле ко се притисни. Културава кај нас не е баш силена. Како што знам, вандализам, не знам што ти ја знам, разбираш историја.
се изразуваш на цеп, разбираш. Стално ќе имаш фрки со джандари, ко прво. Фрки еден тон, со графити дефинитивно, али се сноѓаме со фрките. Не избегаваме. Изворна од јамајканското црнечко население и исто така и во Етиопија. Хајле Селасие, како император на Етиопија, го викаат како оној со коса како вулна на глава. Значи, ова е символ на нивната религија. Првото име на Хајле Селасие било Раф, што значи принц, и Тафари. И од тука се поврзува името на религијата Растафари. Потоа доаѓа како се шири како позитивна зараза како во светот, така и кај нас. Може да покажеме методата на правење на дрезлок. Доколку е права косата, мора да се извитка со специјална киселина. Значи коренот треба да се утутка со чешот за да не боли. Потоа праменот кој ќе се извади, праменот се плеше на сите страни. Сите тие заплетени влакна ги пигам назад во суканицата. Но сите тие влакна што стрчат од страна на суканицата се пикаат со игла, со специјална игла која се вика ченгалаче. И потоа следи примачкување со воздух. За продавање на облека никогаш не сум видел реклама за облека со македонски артисти. Бугарите и србите и грците околу нас што се продават и по 30.000 копии. Имаше во елитно бугарско списание Слимара и Спенс на глум рекламата. Се молиме на некои 200-300 продажби од албуми, а уствари ако сватиме сериозно, можеме да се напри нешто. За некој посериозно што си ја сватија работата, пример, сав и успеа. И да го прават истиот филм, и да зборат ќе ти... Го знаете муабета, ќе ти искршам, ќе ти направам вака, ќе ти ја ставам руката на грб. Не ти се свига нешто, серат вака, така. Денешнија генерација тако, значи та брат, со стар дедо, не почитуваат млади роденајка ово. Знаеш, викам, ме заболе дали ме почитуваат или не ме почитуваат, ме разбираш? Сите се рапери до 8 дени. Од 6 до 5 до тамо до 8 све се рапери. Се државме меѓу себе, знаеш, тие луѓе што беа тогаш, знаеш, си имаше респектот и животот што денеска го немаме, разбираш? Сите се групи, публиката се групи, публиката е наставувачи групи. Меѓутоа цело последно време, поново време од кога почна да се оформуваат тие групите, се случува многу чуден феномен. Значи, секој човек што има чуено 5 или повеќе рап песни, веќе прави свој бенд. Цел живот имало ком најаден и од тоа пати срањава, разбираш, се слушаат муавети за овој, за оној, од Обамо ќе ти кажат нешто, например, јадите Белиот, не ви се замараме, бе. И на нивните настапи само за да се искоментира кој каква продукција имал, кој каде сгрешил во рецитирањето, лошо е што постои таа омраза. Да нека им текне на луѓето дека нека престанат со тоа, свајаш, нека... Немаме доволно публика. Ти да зборат за некој друг, значи никој не си го гледа својата, свајаш. Нема рапери, дајте им копачи, нека идат нека нива, нека заработуваат. Технова. Никој нема да сака да те чуе тебе да рецитираш, брат, за коли, за жени, ме разбираш, тие, ако ти не го живееш тоа, брат. Ја викам, све е окей, али живе го тоа, бе, брат, ме разбираш. Тие MC текстови завршија со албумот на Сав, Сафизам, свајаш. Го правеа тоа во 96-та луѓето, не треба да се повторува. Па македонскиот хип-хоп според мене иде по патот на сите европски држави, значи таа глобализација во секојдневниот живот, па и во културата ја следиме.
Сега имате и, не знам, девојчиња. Денеска сите се облекуваат широко, се нешто така комфортно развлечено. Не можеш да оцениш кој шо е ниш. Што знам, гледам дека сега по-онака го фурат по мейнстрим хип-хоп по телевизии, по ау. Воопшто е повеќе застапена во ги земете, не знам, топ листите. Значи исто е, не е многу различно, само што има поише деца се. Man, you a done. Now is a super cat man, you a done. Now is a super cat man, you a done. Now is a super cat man, you a done. Главното, значи Шурикен рекол да прерасне еден ден во здрава издавачка куќа. Подготвувам албум кој што би го издадам, меѓутоа јас го издавам од друга цел. Не викам дека профит ќе ми смета. Меѓутоа, издавам цел да допре мојата музика, односно моите лирики до слушателите за кои што се на мене. Јас не правам само за луѓето кои што слушаат рап музика, правам за секој човек. Значи идеме дале, со моите луѓе позади нас, идеме човеку на советувалиште. Да, човек. Имаме еден албум, во моментот што се микса во Софија. Се надевам дека до крајот на година ќе има албум. Со Боро на еден проект кој што го припремам и кој што се уште не е завршен, тоа е OGS проектот. И сега 2005-та планирам да избацам уште еден албум. Значи, албумот 2005 година што ќе излезе се вика Биомеханик. Мора напред да се иде. Ај,